ВМРО ДПМН ги донесе, СДСМ ги критикуваше, но сега се фали со нив. Инвестицијската приказна во Македонија, која во изминативе неколку години е исклучително лоша, власта ја поправа со поддршка и промоција на веќе присутните инвеститори. Еден од нив е американската компанија Kemet Electronics, која подолг период работи во Бунарџик. Денеска најави проширување на инвестицијата, планирана и најавувана уште од самиот старт. Со план за 10 милиони евра инвестиција, Kemet сака да го заокружи она што го најави уште во 2012-та, бројка од 500 вработени или двојно повеќе од сегашните. Почетокот на градежните работи се предвидува за август 2021 година, додека производството во новата хала би било во мај 2022, со што бројот на вработени би го качиле на 500. И зошто не е реализирана? Но се ќе реализираме. Проширувањето на капацитетот на Kemet за власта е потврда за довербата на инвеститорите, но зошто тогаш изостануваат нови позначени инвестиции наместо постојни кои само го заокружуваат она што одамна е најавено и планирано, премиерот Зоран Заев не конкретизира. Забелешките дека повеќе се фали со стари отколку со нови проекти според него не држат. Е златен ден сега вие. Значи ако е нешто за позитивен дел, се што почнала минатата влада и што е добро, ние го продолжиме. А сите можеме да помагаме, не повеќе ако сме дома. Според првиот човек на зоните, проширувањето на инвестицијата се должело на новите политики на власта кон компаниите. Ако порано тоа успешно се спроведуваше преку Агенцијата за странски инвестиции, сега тоа се прави преку технолошките зони. Нашето очекување е да стигне до 500 со новата инвестиција. Меѓутоа, ако ќе го потпишуваме договорот за државна помош, ќе ги презентираме бројките и ќе кажеме што е минимална врска, што е очекување. А каква е реално инвестицијската политика и колкави се ефектите од неа, покажуваат податоците кои не се ни малку охрабрувачки. Лани во Македонија не влегла ниту една позначајна странска инвестиција, но затоа оние што веќе се тука, се развиваат и како главни мотори на извозот и доминантно влијаат на подобрување на перформансите на економијата. За разлика од минатата власт, актуелната ја напушти и политиката на лов на инвеститори преку така наречените роудшоуа, но и министри и промотори во клучните светски дестинации за кои се трошеа пари, но барем тогаш имаше и бенефит.